molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevot smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebesen, i milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isus. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imето Tvoje, da dojde carството Tvoje, da биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е се, Твое е царството, и силата, и славата во сите векови, и во векови, и за навек. Амин. Првото послание на апостол Павле до Коринтијаните, 4 глава, од име 4, 5, еднаки 6 глава, значи 4 глава, 14 стих, Павловата татковска грижа. Интересно. Уште еднашка, но ова ви го пишувам, вели апостол Павле, не за да ве посрамам, туку да ве вразумам, како мои возлюбени чеда. Чеда возлюбени. Зашто ако имате десетина илјади учители во Христа Исуса, сепак немате многу татковци. Бидејќи немате многу татковци, бидејќи јас ве родив во Исуса Христа преку Евангелието. Тоа се зборови на Отецот Небесен. Значи, да имате десетина илјади учители во Исуса Христа, немате многу татковци. Еден е Отецот. Има еден псалм кој вели: Ти си мој син, јас денес те родив. Сепак немате многу татковци, бидејќи јас ве родив во Исуса Христа преку Евангелието. Луѓето од земјава не можат да разберат што значи роден во тело и што значи роден во дух.
Значи, ние имаме во апостол Павле во Коринтијаните тело духовно и тело душевно. Видете, ние сме овоплотени примерот на Исус Христос, Син Божји, Отецот го испраќа на земјата, се овоплотува во земно тело, станува човек, нели, за да ни покаже. И тој на едно место му вели, ако некој во Евангелие по Јован не се роди од озгора роден, како Исус, нема да го види Царството Божјо. Ако некој не се роди од вода и дух, роден во дух, не може да влезе во Царството Божјо. Роденото од тело е. Роденото од дух, дух е. Значи, сепак немате многу татковци, еден е Отецот. Во Светото писмо пишува никого да не нарекуваме Отец. Еден е Отецот. Татко имаме на небесата. И целата состојба во која сме ние на земјата е во свесна состојба, во свесна волја, по собствен избор. Значи го создаде Бог човекот и му даде слободна волја, право на избор, да го избереме Отецот и повторно да се вратиме како отпадната природа преку Адам и преку паднатиот Сатана. Отпаднати сме, да се вратиме повторно кај Отецот на небесата. Затоа ве молам, бидете мои подражаватели, вели Отецот, како што сум јас на Христа, како што тој го испрати Исуса, да ни го покаже патот, и ние треба да го следиме Исуса во постапките, во зборувањето преку Светото писмо, во однесувањето, а тоа подразбира да ги љубиме сите, како што ве возлюбив, како што вели Исус, до крај ве возлюбив. Да ги возлюбиме до крај. Браќа, затоа го пратив кај вас Тимотеј, кој ми е возлюбено и верно чедо во Господ. Господ ви праќа луѓе од време на време. Тој ќе ви ги напомни патиштата, за да ви ги напомни патиштата, бидејќи сте заседнале некаде во некои згради, во некои заедници, во световните страсти и похоти. Значи, тој ќе ви ги напомни патиштата. Тимотеј, може би некој Тимотеј денеска ви зборува, може би Тимотеј ви зборува, како што учам на секаде и во секоја црква, да ви ги напомни патиштата. Некој се возгордеаја. Гордоста е грев. Гордоста е грев. Како да не ќе дојдам кај вас, гордиот не прима ништо, не прифаќа, се знае. Немојте да се фалите што има што не си примил понатаму предходно во Коринтијаните. Гордоста е грев. Значи, тие се возгордеале, како да не ќе дојдам кај вас, тоа зборува Отецот преку Исус. Но наскоро ќе дојдам кај вас, ако сака Господ. Денот на доаѓањето никој не го знае. И ќе ги познавам зборовите, ќе ги познавам не зборовите. Знаете, можеме ние на зборови да бидеме христијани, да љубиме на зборови, туку силата на оние што се возгордеале. Бидејќи е пишано на сите што го примија во Евангелие по Јован, им даде сила да станат синови Божји. Значи, не зборовите, можете да проповедате, да зборувате, туку силата на оние што се возгордеале. Од каде доаѓа вашата сила? Царството Божјо се освојува со сила. Им даде сила за сведоштво, Духот Свети. Зашто Царството Божјо не е во зборови, туку во сила. Зашто Царството Божјо не е во зборови, туку во сила, а силата е Духот Свети, силата е Духот кој треба да дојде во вас, да се родите одново, да се исчистите од сето зло, од телесните страсти. Чисто срце, добра совест и нелицемерна вера. Зашто Царството Божјо не е во зборови, туку во сила. Луѓето кои се испратени од Исус, кои имаат помазание, ја сеќавате силата, им даде слово со власт и сила да изгонуваат демони, да исцелуваат, да прават чудеса, планини да поместуваат ако имаат вера колку си напово зрно.
И понатаму, крајот на 4 глава, 1 Коринтијаните, што сакате, вели Отецот преку Исус, со стапли да дојдам кај вас, или со љубов и кроток дух. Навистина, што сакаме? Со стапли да дојде кај нас, или со љубов и кроток дух. Тој доаѓа со љубов, но дали ние ќе го препознаеме? Поттикот на љубовта што ни го испреќа Господ, Отецот наш преку Исуса Христа. И сега зборува за разорот во црквата. 5 глава. Од секаде се слуша дека кај вас има блудство. Може би зборува за тебе, брате и пријателе, за твојата црква. Такво како што нема дури никај не зна божците. Односно дека некој држи таткова жена. Ако го сваќате ова буквално, ќе мислите дека е така. Може да е така. Некој ја земал татковата жена. Интересно, својата мајка прамо. Или полумајка. Но тој зборува за црквата. Некој ја држи татковата жена. Исус е младоженецот, а вие сте невестата, жената. Црквата е жената. Тој зборува дека некој ја држи неговата црква, а вие уште се гордеете место да плачете. Ја земал црквата и тврди дека е негова. Тој зборува за поделбите во Христовото тело. Во Библијата е запишано дека Исус е главата, а сите ние сме органите, живи камења во неговата црква, невидливата црква, Божјата црква, а некој овде вели ја земал неговата црква и вие се гордеете. Гордоста е грев и велите ние сме црквата. Нека се исфрли од вашата средина оној што го направил тоа дело. Ако мислите за телесна блуд, јас ви зборувам за духовна блуд. Јас пак, иако со телото не сум кај вас. Ова не го зборува апостолот Павле, Отецот. Јас пак, иако со телото, како што Исус вели, тоа што го говорам од себе, туку го говорам во името на мојот Отец и Он ќе ви даде што да кажете. Значи, со телото не сум со вас, но со духот сум со вас, веќе го осудив, како да сум меѓу вас оној што го направил тоа. Црквата не е ничија. Црквата нема друго име, освен Исус Христова Христокефална црква заедница. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете, вие и мојот дух. Ова го вели Отецот. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете, вие и мојот дух, со силата на нашиот Господ Исус Христос, да го предадете на сатаната за погубување на неговото тело. Тој зборува за црква, за заедница, не за човек. Значи да го предадеме на сатаната неговото тело за погубување, да духот негов да биде спасен. Значи, телото се предава на сатаната за погубување, за духот да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. И сега повторно ќе дојдеме. Духот е самиот живот, кој Бог го има вдахнато во тебе, во мене, во секого, во се живо, во се живо, во се што се движи, во се што е живо. Во растенијата, во материјата, некаде е стврднат дух, затоа што ако ставите под микроскоп, ќе видите дека се движи, се движи. Духот, значи телото му го предаде на сатаната за погубување, на тој што ја блудствува црквата, ја одзема црквата, ја прелюбува црквата од Исус како собствена. Та духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос, бидејќи духот е самиот живот од Бог. Во секого од нас да бидеме живи, будувна битие, во душата дух животен. Го создаде човекот од прав земна и човекот стана жива душа. Тоа се однесува на се живо, на се што е создадено. Значи, духот не може да биде погубен, духот не може да биде убиен, умрен. Духот е самиот живот од Бог. Животот ја победува смртта. Смртта е победена, впрочем, велми и упреку. Исус ја победи смртта. Таа е победена.
со крвта своја, со словото на своето сведоштво, го победуваме сатаната. Вашето фалење не е за добро, зборува за црквите. Не знаете ли дека малку квас го подквасува целото тесто? Само љупци, само фалси, добри цркви, добри пастори, вакви онакви поделени, изгубени спијат како Јона, а бродот тоне. Затоа исчистете го стариот квас фарисејските да бидете ново тесто, како што сте бесквасни, зашто Христос, паската наша, беше жртвувана за нас, скапо сте платени на едно место, вели. Скапо сте платени. Христијанин подразбира Син Божји, оној што се управува по Духот Божји. Значи, со мене управува Исус преку Отецот Небесен. Не јас, не што сакам јас, не осудувам никого, не мразам никого. Чекорам со Исус како Енох. Затоа исчистете го стариот квас, па да празнуваме не со стар квас, ниту со квасна злоба, лукавство, лицемерна вера, нелицемерна вера, туку со пресни лебови во чистина и вистина. Во чистина и вистина. Во чиста вистина. А тоа е самиот Исус. Тоа е самиот Бог Отец. Тоа е љубовта која пребива во секого од нас. Тоа е да не познае дека сме Негови ученици, ако се љубиме меѓу себе. Ако се љубиме меѓу себе, тие што мислат дека се духовници, дека го примиле Исус, луѓето ќе рече, сакам да одам кај нив, да бидам како нив, сакам да бидам христијанин, да љубам, да имам мир, да имам благосостојба, да бидам здрав и исцелен. Ви пишав во писмото свое, да не се мешате со луѓе што блудствуваат. Не мисли на телесен блуд, иако и тоа е тука, мисли на духовен. Нелицемерно братолюбие, но не и воопшто да не се мешате со блудниците од овој свет, или со користолюбци, или со грабачи, или со идолопоклоници, зашто инаку би требало да излезете од овој свет, зашто сите околу вас се користолюбци, грабачи, идолопоклоници. Исус со нив се дружеше, не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Но сега ви пишувам да не се дружите со оној кој, нарекувајќи се брат, си останува блудник. Ја држи татковата црква како своја. Или користолюбивец, тој мисли дека е водачот, му положиле раце на некој семинар таму во Солун, пентакосалци, дека ќе биде водач во Македонија. И се уште се води од таа идеја. Или идолопоклоник на одредена доктрина црковна, било која, католичка, протестантска, пентакосална, православна. Или хулник, или пијаница, или грабач, тој зборува за духовни категории. Со таков дури и да не јадете. Што да не јадете? Од живите слова Исусови. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Затоа, дали треба јас да ги судам надворешните? Овој вака направил, тој направил така. Надворешните зборува, надворешните. Нели ги судите вие внатрешните? Извади ја првин гредата од своето око, христијанину мој. Ти кој мислиш дека си со Христа осудуваш, па потоа дојди да видиш дали има мрска во окото, или духот на мојот Отец ти вели, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Надворешните ќе ги суди Бог. Нели, а вие изфрлете го лошиот меѓу вас. Па тогаш ќе се види дали првите ќе бидат последни, дали последните ќе бидат први. Тогаш ќе се види дали Исус беше цар на земјата или слуга, измеќар на сите. Па тогаш ќе се види дали имате љубов во вашето срце,
Па тогаш ќе се види дали сте негови ученици или сте нечии други ученици на човечка мудрост, дали имате љубов меѓу себе, дали го љубиш братот свој кој не мисли како тебе, кој од едната страна на планината се качил и само тука го гледа Светото писмо, како што вели Кенет Хейгин во една проповед му кажал еден негов собеседник, Светото писмо е како една голема планина, си се качил на едната страна и имаш еден поглед. Си се качил на другата страна, имаш друг поглед, си се качил на третата страна на планината, имаш трет поглед и се расправате за погледите. Тој што е горе, Исус знае, не е твое да осудуваш. Надворешните пак ќе ги суди Бог, а вие изфрлете го слободно лошиот меѓу себе. Дојде кај своите и своите не го признаа, не го познаа. А на сите што го примија им даде сила да станат синови Божји. И бидејќи тие не го познаа, не го признаа, евреите си ги има Мојсе и пророците, тој вели ќе изберам народ меѓу незнабожците, кој ќе го прослави моето име. По неколку стиха апостолот Павле заспал како Јона и сонува сон, и во сонот доаѓа еден човек, македонец, можеби Тимотеј, кој ви ги зборува овие зборови и му вели: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Таму, тоа е Македонија, земја каде се повикува Бог. Таму е овде во вашето срце, во вашиот ум, кој треба да биде Христов ум, не со човечка мудрост и доктрини, кои ја го читаат Светото писмо од едната страна на планината. Татко мој, ти благодарам што ми ги даде овие слова со власт. Во името на Господ Исус Христос сега те молам да ги исцелиш сите срца што го слушаат ова слово, да продре длабоко нивните срца и души, да го повикаат Твоето име. Исусе, дојди во мојот живот. Исусе, потребна ми е Твојата сила. Исусе, потребна ми е Твојата љубов. Исусе, со двоостар меч и мечот на духот во Твое име ја раскинувам секоја пранга што сатаната е фрлил врз мене. Исусе, јас не си припаѓам на себе си, туку ти припаѓам Тебе. Татко мој, ти благодарам за се, за Твојата милост, за Твојата љубов, што го даде Твојот единороден Син Исус Христос, што ги исцели овие луѓе, што им го даваш Твојот мир Исусов, што во сета полнота си во Исуса, и дојди во моето срце, во сета полнота биди и во мене, да бидам вистински Твој представник на земјата, царско свештенство, род избран што преминува од темнина во светлина. Те сакам, Господ Исусе Христе. Останете во мир и љубов и не заборавајте дека Македонија, македонец е метафора на човек што го повикува Бог. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Како што евреин, израелец е човек што има завет со Бог, дојде кај своите и своите не го познаа, за да може да дојде македонецот да го повика Бог. Амин. И Исус во срцата до Божјо Царство Небесно. Амин. На колена во молитва покајничка прости ми, се откажав од гревот смртен. Татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој Исус да ме спаси. Богороден во Тебе сум, Татко мој Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Простувам, ме научи сите да ги љубам како Ти.
Čeda Boží si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, so si od razum, srce, duša,